Кажи и направи нешто добро за Македонија. Точно на време, 5 минути пред 19 часот, кажи и направи нешто добро за Македонија. Вашата одлична навика на наша ТВ, која денеска ја следите и овој петок се разбира, а по неа некаде по 19:30 може да започне и викендов се разбира. А она што кажи и направи нешто добро за Македонија денеска ви подготви, се навистина актуелни прилози, информации и личности. Пред се, ќе го представиме човекот кој што го најавивме во едно од претходните наши изданија, поточно во вторникот, Дарко Гавровски, човек кој што подготви нешто исклучително врзано за Полошкиот реон и посебно за градот Тетово. А зборувајќи за градовите и она што е актуелно во Македонија, во нашата рубрика Го сака мојот град, ја сака Македонија, вечерва повторно и повторно зборуваме за Битола. Не дека ние Битола многу ја сакаме, туку најмногу ја сакаме, нешто преубое од Македонија и нешто исклучително. Но сето тоа ќе го видите и остатокот нормално од емисијата по краткиот блок реклами. Кажи и направи нешто добро за Македонија. Уште едно подсетување, почитувани гледачи, дека 02-2520-630 е телефонскиот број на кој што очекуваме двајца најбрзи гледачи вечерва да се јават и да аплицираат и секако да го добијат новиот албум на групата Синтезис, насловен Ethnicity. А зборувајќи за новите работи и она што е ново во Македонија актуелно, напоменав дека во претходните изданија на Кажи и направи нешто добро за Македонија, зборувавме за новото издание, новата книга Тетовски древности на авторот Дарко Гавровски од Тетово, книга која што всушност е енциклопедиско дело и ги носи поединостите и специфичностите на Полошкиот реон, посебно на Тетово, во периодот од праисторијата до 7 век од новата ера, или нашата ера, ако сакате. Токму господинот Гавровски е вечерва со мене во студиото и ваш гостин се разбира. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, Илија, и благодарам за поканата и честитки за оваа прекрасна емисија. Благодарам вам што одвоивте време пред се да дојдете, бидејќи вашето дело, вашата книга се уште официјално не е излезена од печатница, значи за неколку дена се очекува, но таа е подготвена и имаме пред нас нејзината финална верзија. И на почетокот би сакал да ве запрашам, бидејќи ова е нешто специфично, убаво и пред се раритетно за Тетово и Тетовскиот реон, што ве наведе, од каде идејата за едно вакво дело да створите? Па најпрви неве ексклузивно токму за вашата емисија, ова е една прва промоција официјална на книгата која веќе следната недела излегува тазе од печатница и веќе значи ќе може ќе биде пуштена во продажба. Инаку оваа книга е резултат на веќе 10-годишно мое истражување. Иако може би било интересно да кажам дека сум по професија дипломиран правник, работам со човекови ресурси, со менеджмент на човекови ресурси во Urban Invest, но сепак Тетово и историјата ми се пасија и токму затоа се рече да започнам со истражувањето за Тетово. Пред 10 години, како што реков, читајќи, истражувајќи за Тетово, видов дека нема книги, имено последен пат овој период на преисторијата и антиката покриене за Тетово со книга во издадена 1982. Значи пред дури 26 години. 7 веќе сега. 27 години, да, и во таа книга само на 25 страни, таа е монографија без фусноти, на 27 страни па и пола од тоа веќе е надминато заради тоа што има нови истражувања, така да решив за да се соберат сите тие податоци, и тие ги имаше во различни монографии, списанија стручни, решив да ги соберем и да направам еден кодекс на се она што е објавено од истражување до сега, до денешниот ден, така да ова е само еден прв дел од книгата, истражувам веќе долго време за Тетово и во мојот компјутер се собрани над 2500 страни на податоци за Тетово, од кои 70% се до сега необјавени податоци. Имено покрај ова истражував и за старите тетовски фамилии, старите адети и обичаи, тетовскиот градски дијалект, исто така за тетовските мала, сокачиња и сето тоа ќе резултира со следни изданија. Ова само еден вид прв дел на цела една едиција која следува. Да, би сакал од режијата да ги видат нормално, да ја видат фотографијата и насловната страна од вашата книга Тетовски древности, а ние ќе го продолжиме се разбира разговорот во однос на содржинскиот дел, што ова ваше издание прво
од едицијата или серијата што следува донесува. Значи какви артефакти со оглед на тоа што Тетово и целиот Полошки реон е богат не само со културно-историски, туку и со археолошки, еве споменавте специфичности на народот и луѓето кои што таму минувале низ вековите и времето, па се до денес. Па оваа книга е баш енциклопедиско издание, значи се состои од прво е луксузно издание во B5 формат, со тврди корици, со тврд повес, со фотографии во боја. Има 220 страни, 100 фотографии, 9 карти историски, над 420 фусноти, резимеа на македонски, албански, англиски и турски, стручна рецензија, општ индекс на карти, индекс на фотографии, значи со сите нишани и резултат на стварно макотарпно истражување заради тоа што ќе беше лесно да го имаше во неколку книги па ја да го препишам. Значи буквално има поминато над 400 книги библиографија и од сите тие исцрпено максимално сето она што до сега е како податок излезено за Тетово за овој период. Значи оваа книга опфаќа период од преисторијата, како што рековте, до 7-миот век од нашата ера, тоест до доаѓањето на словените. И со 4 подгрупи од преисторијата, значи камена и метална епоха, а од антиката ја опфаќа раната антика и римскиот период. Интересно што многу мина кога почнав да ја пишувам, викаја па дали добро Тетово воопшто има древности. Еве излегува 220 страни и навистина уникатни работи излегува што други региони во Македонија ги нема. Инаку може еден краток... Да споменеме што е она што е уникатно, нормално, или вас ви остави посебен впечаток истражувајќи и подготвувајќи го ова ваше дело? Па, уникатно е, например, еве, почнувајќи од преисторијата, преисторијата во Тетовскиот крај започнува најстарите траги од 6100 година пред нашата ера, значи со се 2000 години од нашата ера, значи животот во Тетовскиот крај датира веќе, има докази за живот 8000 години во континуитет. И еден од најстарите трагови и најпознат предмет од преисторијата е жртвеникот од типот голема мајка, сличен како оној што е најден во Тумба Маџари, во Скопје, да, со доле куќа и огниште представено, а горе мајка како заштитничка на домот, но овде во уште постара форма, порудиментирана форма, која е предходник, во уметничка смисла, предходник на големата мајка, жртвеникот од Тумба Маџари. Потоа исто така би напоменал дека од античкиот период најдени се доста монети, многу прашуваја кој е античкото име на Тетово, на Скопје е Скупи или Хераклеја Битола. Според најновите податоци кои се тука презентирани, во последно време се застапува тезата дека во тетовскиот античкото име на Тетово или антички претходник на градот Тетово, на урбаниот живот, бил градот Пелагија. Пелагија, од кога се најдени во 4-тиот век пред нашата ера доста монети, бил како самостоен град држава кој ковал сопствени монети и денеска името на целиот Полок регион се смета дека е наследник од Пелагија. Исто така е најзначаен символ на тетовската менада. Потоа од римскиот период има доста значајни пронајдоци. Исто така тука е опфатена и рано-христијанскиот период, значи зачетоците на христијанството во Тетовскиот крај, од каде што се пронајдени во цел Полок 16 базилики, значи првите цркви, од кои 4 во Гостиварскиот крај, 12 во Тетовскиот крај, од кој би кажал, ете како најспецифично, во селото Стенче е најдена единствената базилика со 3 карстилници, со 3 баптистериума, единствена во Македонија, од 5-тиот век од нашата ера, и во село Туденце е најдена првата, најстара, 3-корабна црква во Македонија, која датира од 6-тиот век. Тоа се најнови податоци, значи, кои датираат сега од 2000-та година наваму, и сето тоа е представено поддржано со фусноти, поддржано со фотографии, со планови, со нацрти, со карти историски, така да е навистина енциклопедиско дело кој може да го користат, баш реков, опфаќа доста податоци за Полок, значи ете интересно и за Гостиварчани, опфаќа и за делот на Северна Македонија, значи Скопјани и Кумановчани исто можеле да најдат доста податоци.
но интересна е за секој кој е залюбеник во историјата на Македонија. Апсолутно, и за овој разговор би сакал уште едно прашање да ви поставам. Нормално дека на промоцијата официјално ќе бидеме присутни и повторно ќе разговараме. На каков оддек наидовте додека истражувавте? Како еве тетовчани гледа на вашата работа со оглед дека претпоставувам сте контактирале многу луѓе, сте прашувале или нешто сте осознавале, на каков прием наидовте кај вашите сограѓани? Верувам позитивен во секој случај. Приемот беше позитивен, особено заради тоа што реков дека истражувам од сите периоди за Тетово, сите податоци кои што се за Тетово, јас ги прибирам и беше интересно особено кога ги интервјуирав старите тетовчани, стари луѓе, кога правев интервјуа за називите и имињата на старите сокачиња, на старите мала, на старите фамилии, ми се чини дека им го продолжував животот со тие разговори. Така да одекот е фантастичен кај тетовчани со радост ја примија, веќе и се зборува на големо за оваа книга низ Тетово, така да поддршката е неизбежно тетовчани. Верувам дека од вечерва ќе се зборува многу повеќе и во Македонија и пошироко, и само за крај, зошто вие го сакате Тетово? Ваше субјективно мислење или одговор? Па сакање на Тетово. Знам дека поголема доза или поголем. По тетовски има градација, да не кажувам го љубим Тето. Зошто го љубите Тетово? Ја го љубим Тето заради тоа што е мој град, заради тоа што е по потекло од стара тетовска фамилија, заради сите тие тајни сокачиња, луѓето, огромниот број на пријатели таму, заради познатото тетовско тавче гравче кое може да биде со тој вкус само во Тетово, заради Тетово во пролет, кога е фантастично, заради тетовското кале. Едноставно, има многу за да се зборува за Тетово. Оваа книга ќе им помогне на другите да сватат зошто би требало Тетово да се сака. Апсолутно. Поздравете го Тетово од нас вечерва. Благодарам што бевте гостин во наша ТВ и нормално ќе се видиме на промоцијата кога е официјално. Нормално оваа книга ќе биде за сите љубители достапна за продажби да имаат во својата колекција. Ви благодарам за поканата и уште еднаш честитки за емисијата и многу успеси понатаму. Благодарам. Дарко Гавровски беше гостин вечерва во Кажи и направи нешто добро за Македонија, а денеска Скопје и Македонија во целина добија уште едно нешто кое што навистина ќе биде посебно и специфично. Се работи за свеченото отворање на новата зграда или новиот офис, главен офис на НЛБ Тутунска банка, банка која што за минатата година е прогласена за најдобра во Македонија од страна на американскиот економски магазин The Banker. Магде Кречева, колешката, беше на свеченото отворање и еве погледнете каква беше атмосферата и што се идните планови на оваа банка. Кажи и направи нешто добро за Македонија.